Јас се викам Методија Златков. Роден сам 1929 година. Јас сам од Биглата, село Бигла, ако што одили некој што да го знаете. Јас се 56 година уселих тука у Звегор, за маме турско имање, тога беше селото, се кој почетот ќе беа. За свирењето, право да ви кажа, татко ми беше чеменџија, некош чемене, то беше на власт, и на свадби, и на крштенки, и на с него се одеше да свири. Оно беше нај-така важно, гајде имаше нешто и така, од детинство комај свира со стемене. И така, па тука, да ви кажа право, чеменето веќе излезнало од мода, така си дома посвираме у друштво, доат некој, посвире им, така некош попинеме си, поприкажеме се, посвириме си и така. Па одиме туа, там, па и у Долнини оди некој пат и таму посвируваме и така. Па може на чемене да се засвират многу, и на оро, и песни, па ете ќе засвире една песничка, така си ја поеме ставно со бабата, па и у друштво и така. Јана иде од Мејана, демек, таа песна си ја обожаваме тоа, демек, де. Раце носи бело котле, у котлето вино црвено и така натаму. Гласој е таков. Таа копачката, да појас копачката се вика таа свирка, демек.
Белина Мария, подай ми, я подай ми, деди ти жалам, тенка пушка. Да убиям, леле, да убиям, деди ти жалам, да. Немой Димитрия, не убивай, не съблагава дедига, там тут са два ангела. Айде, че изсвириме една, че запоеме. Тука сме един живеяли со турци, па и песните ни са малко подмешани. И наши са они поея, па и ние некоя нина след така. Бога де мира го мори, твоята стара майка. Де мира го мори, твоята стара майка. Що ми стави, де мира го мори, толе песен разбой. Де мира го мори, толе песен разбой. Тараслипа, де мира го мори, това матко дете. Де мира го мори, това матко дете. Мълчи, мълчи, дели мори, ти си млада, дълго те си роди. Мълчи, мълчи, мори, дели не, ти дълго те си роди. Сега ќе ви појасна нещо, ќе ви покажа чемене, како се прави. Чемене е обично пултинка, кој си е разцапено така на две пултини и се длабе. Порано време ги много тешко обработиме со обетилка, со некој зимало. Сега малце имаме такви бурджи по-убави и со сних, па измазнем и така. Чемене се прави најленко и најсвири од клен. Значи, клено е благословен за инструменти. Од него се прави чемене и тамбура. Ете, това е планирано за тамбура, не е издлабено, али тамбурата се туа усажда демек. Рачка и се тура, но се туа усади. А чемене не се усажда, оно се обработи, туа се финоса малце до терас и така. И друго што да ви кажа, демек, инструменти се правят од клен. Од клен се правят и сворчиња, и двојанки, правят се и гајдарчи, гајди и се. Па, слушај, нарочито зимна доба, повеќе се бавим со справењето. Сега има полски работи, оти јас сум и земјоделец. Поработам и земјоделие. И така, зимна доба
повече имаме време. За правење се занимавам од многу давно од детина. Јас од детина правех таквија гајдерки, правех од боздел, он немаше сврдли, тога и лесно се мучеше, има внезра е прилично празно. И после чеменето, така почнах гајди правя, сега почнах повеќе работи, пензионер сам, имам време за инструменти, и бојанки правя, и сврчења правя тамбур. Секи инструмент, музички инструмент е тешко се прави. Тешко се прави, затоа он треба да го направиш стварно да одговара, да свири. Од каго изглавнеш, кои позиции после ти идат за правење? Да се изглаве, измајствува, тури му се полупка му се направи тука те. Тука се направат чифи 3, има телове на них, 3 тела. Првниот и средниот мора да се слагат, а средниот и крајниот подебелмок јуни мора да се слаги, така дава некој пријатен звук. Тука се прожлеви, например, като тука се промуши и се тури, това се вика магаре и това се вика штичка за магарто да подпред. Без това не може да свири. Тука исто се има чешел се вика това, врзат се жиците, от тука се закачи со тел, това си специјалност се направи така. Тие дупки му се тука да дава малку звук, ако се не измушат тие маленките дупки, оно е затворено, не може да дава звук убав. И за това тие се измушат тука и отзаде има едни, ја и тука има те, ја и тука има и тука има. Ако е се затворено, нема звук и така. Тоа тука што е зошто? Тоа за трлачката смола од бор се туа греje се и се залепи и трлачката мора да се натърля тука, да свири, иначе не може да свири. Така. Трлачката со што е направена? Трлачката е, да ви кажа право, това е од бука. А тие влакната нема коње веќе. Коње нема, взимаме од тие рибите што пеца, тоа е живконец се вика. И он исто одговара. Инаку од коњите од опашот, Иначе долгите влакна ги стават. Влакна, ама като што веќе нема кони, потребуваме живконец, тие рибите што ловат и така.